Најпрвин добар ден и добре дојдовте. Ова е пладневната програма Батали се и слушај браво. Лидија Кировска Михајловиќ и Срđan Петручевски со вас до 14 часот. Денешното пладневно издание го започнуваме со мојата денешна гостинка, која што со повод е со мене во студиото. По повод свој јубилејни 70 години постоења, Фотокино клуб Козија Куманово целава недела организира низа случувања. И тоа почнувајќи од денеска, вторник, до 1 јуни, тоа е петок, ќе се падне така. Сите љубители на фотографијата и филмот ќе имаат можност 4 дена да уживаат во уметнички дела создадени со љубов и макотрпна работа во изминатите години, токму од страна на членовите на Фотокино клуб Козија Куманово. Најпрвин Маријана Павличек, член на Фотокино клуб Козија Куманово. Добар ден и добро ни дојде. Добар ден на вас и на сите слушатели. Еве, најавивме дека одбележувате јубилејни 70 години постоење. Многу години зад вас, многу искуство, многу генерации. Најпрвин честитки од мое име и од името на Радио Браво. Вие сте наши секогаш добре дојдени гости, но сега со голем и скапоцен јубилеј. Точно така, благодарам за честитките. Оваа година нашиот Фотокино клуб Козија прави 70 години, како што напомена. Односно, станува збор за клуб кој е најстар во Македонија. Тој е формиран во 1948 година и постои до ден денес. Многу членови се изменувале во текот на годините, многу нови членови дошле. Самиот фотоклуб формирал многу своји дела и има многу е познат низ целиот свет за само 70 години. За само 70 години. Точно така. Маријана, по тој повод вие приредивте и 4-дневна манифестација, која што располага со збогатена програма. Ние ќе имаме можности да ја слушнеме програмата, почнувајќи токму од денешниот ден. Точно така, имаме програма која се состои од 4 дена, почнувајќи од денес, односно станува збор за проекција на фотографии на Фотокино клуб Козјак и на неговите пријатели од повеќе држави од Балканот. На овој настан кој ќе се одржи во рок-н-рол барот Кашмир вечерва во 20 часот, ќе имате можност да ги погледнете тие проекции, како и самите фотографии на нашите членови на Фотокино клуб Козија, кои ќе бидат на по друг начин изложени, односно во Инстаграм форма, што е навистина интересно да се погледне. Додека утре имаме друг настан, односно се однесува на почест за Лазар Ѓорѓевиќ, односно нашиот филмски уметник кој беше член на Фотокино клуб Козјак сите овие години. Самиот настан започнува во 19:30 часот во Занатлискиот дом, односно во свечената сала. Да, на Занајчискиот дом во градот. Самиот тој настан, односно, ќе бидат прикажани неколку негови филмови и неговата работа низ текот на претходните години. На 31-ви, односно четврток, ќе имате можност секако да ја погледнете нашата традиционална изложба Мајски салон, која е клубска изложба, но сепак оваа година ќе имате можност и да погледнете фотографии од нашето Куманово, кои се направени уште од 48 па се до ден денес. Значи станува збор за поставка од многу фотографии, нормално црно-бели, како и сама поставка на фотографија на нашите членови од Фотокино клуб Козјак, а самиот настан ќе биде одржан во Трајко Прокопиев, односно од почеток во 20 часот. И на 1.6, односно петок, ќе имаме можност сите кои се љубители на филмот да го погледнат новиот филм Копање во режија на Ивица Димитриевиќ и Мартин Иванов. Самата проекција ќе биде одржана во МКЦ Козјак Куманово со почеток од 20 часот, а влезниците кои се 100 денари и можете да ги најдете на самите билетари.
Билетарата работи од 9 до 12 часот, така да побрзајте. Еве го најавивме последниот настан што ќе биде во петок, тоа е кинопроекцијата како што рековте за филмот Копање. Се договоривме пред емисијава дека по повод 70 години ваше постоење, покрај ваква богата манифестација, ќе имаме и доделување на билети за нашите Точно слушатели, така. токму за оваа проекција на филмот. Да, значи ќе има можност еден од слушателите да добие 2 карти за самата проекција на филмот, а оставам на вас да кажете како и на кој начин може да ги добијат самите карти. Условот е да бидете вие добитник на 2 билети за во петок на кинопроекцијата на филмот Копање во режија на Ивица Димитриевиќ и Мартин Иванов во МКЦ Козја Куманова во 20 часот е да ни пишете дека сте заинтересирани за 2 билета токму за овој настан на нашата Facebook страница Радио Браво. Може така? Може. Еве договорено, ќе имаат можност, значи да се надпреваруваат нашите слушатели кој ќе биде најбрз и ќе ни пише на Facebook на Радио Браво. Тој всушност ќе биде и добитник за оваа награда. Иако вие славите роден ден, вие наградувате. Точно така. Но тука нема да застанете со оваа 4-дневна манифестација во одбележување на вашето 70 годишно постоење, ќе продолжите и понатаму, ќе имате и понатаму. уште настани. Уште многу настани следуваат во текот на оваа година, односно од 70 години на Фотокино клуб Косик. Затоа во друга прилика, кога ќе биде и самиот настап на истите, сега се враќаме на оваа 4-дневна манифестација. Дали очекувате и гости надвор од Македонија? Па најверојатно ќе имаме гости вечерва на овој настан што следува. На отворањето. Да, на отварањето. Односно ќе имаме гости од други држави чии проекции, односно чии фотографии ќе можете да ги погледнете вечерва, како што напомена во рок-н-рол барот Кашмир од 20 часот. И исто така таму ќе ги видите и нашите клубски фотографии кои ќе бидат во поспецифичен стил покажани, односно во Инстаграм фотографии. Маријана, ќе има и твои фотографии? Точно така. Како и секогаш. Како и секогаш. Како што кажуваш, фотографијата истовремено е уметност, наука и практика. Така? Да. Која што ја има таа моќ да раскажува приказни преку бои. Што најмногу сакаш да сликаш и да фотографираш? Па јас во главном фотографирам секој вид на тема, но сепак најголем интерес и најмногу се задржувам на акт фотографијата, односно акт фотографија представува да изфотографираш некое голо машко или женско тело. Значи тоа ти е нешто вака поумилено. Да. Колку членови брои Фотокино клуб Козјак, дали сега од септември повторно ќе бидат отворени вашите врати за нови членови? Нашиот Фотокино клуб Козјак брои околу 30 на членови, активни членови. Имаме и нови членови од оваа година кои успешно го завршија фотокурсот. И нормално од септември секоја година имаме нова фотошкола и сите љубители на фотографијата се добродојдени. Септемвриско запишување. Да, Традиционално. точно така. Маријана, уште еднаш ги покануваме нашите слушатели, нашите сограѓани, па и пошироко, каде и да не слушат, нека повелат на оваа 4-дневна ваша манифестација, заеднички да го прославите вашето 70 годишно постоење. Ги поканувам сите слушатели, љубители на фотографија, фотографи, аматери, да има таа можност да присуствуваат на било кој од 4 настани, ќе ни биде чест да бидат дел од самите настани. Значи, како што напомена, вечерва имате проекција на фотографии на нашиот клуб, како и на нашите пријатели, со почеток од 20 часот во Кашмир. Утре дента следува почест за Лазар Ѓорѓевиќ, нашиот филмски уметник, со почеток од 19:30 часот во Занатлискиот дом, односно во свечана сала.
На 31, односно четврток, ве следи нашата традиционална изложба Мајски салон со почеток од 20 часот во културниот дом Трајко Прокопиев и на 1 нормално кинопроекцијата на филмот Копање, која ќе биде во почеток во 20 часот во МКЦ Козијак Куманово. Повелете. Одлично, ти благодарам што еве уште еднаш ја слушнавме целава ваша програма која што е на репертоарот. Ви благодарам за учеството, ви посакувам уште многу години да славите, а вие, мои почитувани слушатели, на Facebook страната на Радио Браво, пријавете се кој од вас е најбрз и сака да добие 2 билети за филмот кој што ќе биде прикажан во петок. Во петок филмот со наслов Копање во режија на Ивица Димитриевиќ и Мартин Иванов. Ти благодарам уште еднаш, Маријана, и секој добро. Благодарам и на вас.